Почитувани домаќини, организатори, почитувани присутни, ценети екселенции, дами и господа, добро утро. Деновиве, како што знаете, заврши скринингот за степенот на усогласеност на македонското законодавство со европското. Очекуваме во овој процес да бидат децидно диагностицирани сите наши системски пропусти и недостатоци и да биде даден патокас за понатаму. Меѓутоа, општ заклучок е дека не е доволно направено за клучното поглавје владење на правото и фундаменталните права кои се алфа и омега на европските интеграции. Со нив започнуваат и завршуваат преговорите, бидејќи тие се провлекуваат буквално низ секоја сфера. Неодамна и извештајот на Европската комисија констатира дека немаме напредок на ова поле. А онаму каде што не владее правото, владеат парите. Почитувани, евидентно е, кај нас прилично фреквентно се говори со јазикот на корупцијата. Според истражувањето на јавното мислење, спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка, барем 1/3 од македонските граѓани изминатава година биле изложени на коруптивен притисок и за жал според истото истражување овој јазик го зборуваат во наводници дури 1/4 од нашите граѓани кои подлегнале на притисокот и влегле во некаква коруптивна трансакција на пари, врски и влијанија. Притоа не станува збор само за големи, туку и за мали навидум занемарливи суми, меѓутоа корупцијата е корупција, независно дали станува збор за 500 денари или 500.000 денари. За жал, многу врати се отвораат и многу услуги стануваат достапни за оние кои го разбираат овој јазик на корупцијата. За разлика од нив, оние кои не се дел тој ланец се честопати дискриминирани, бидејќи не можат да ги остварат своите права и да дојдат до оние услуги што им следуваат по закон. А многу млади кои не можат да напредуваат врз основа на сопственото знаење, квалификации и вештини, едноставно си заминуваат од држава. Ефектите од корупцијата се засилуваат преку правните дупки и нејасноти што лесно се злоупотребуваат за да се корумпира и за да се избегне одговорноста. Загрижувачки е кога примената на правото зависи од, во наводници, вештината на толкување на оние кои треба да го имплементираат, па често законската терминологија добива различно, некојаш и спротивно значење од изворното. На крајот од денот одговараат оние кои се огрешиле пред законот, но кои немаат со што во наводници да тргуваат за да ја откупат својата слобода. За оваа загрижувачка состојба придонесува и нерешителноста на поединци во надлежните институции да поведуваат постапки против оние за кои постојат основи на сомневање, но кои имаат статус на недопирливи во општеството. Се стекнува впечаток дека Соединетите Американски држави и Европската Унија се поревносни борци против корупцијата кај нас од некои наши институции и поединци во нив. Освен што со години вложуваат во обуки на вработените во македонскиот правосуден систем, тие повремено посегаат и по санкции, како што е така наречената црна листа, во која сад ги сместуваат лицата за кои сметаат дека се инволвирани во корупција. Меѓутоа, странските санкции не се доволни. Не само затоа што не се проследени со домашни санкции. Имено ние се соочуваме со многу подлабок проблем, бидејќи корупцијата во меѓувреме стана начин на живот за многумина, или како што неодамна ја опиша холандскиот амбасадор, станува збор за менталитет на луѓето кој мора да се менува. При тоа не треба да изоставиме уште неколку други елементи. Прво, и кога се поведени, истрагите и процесите на висока корупција се и случително бавни и неизвестни. Одбраната на овие лица ја користи секоја процедурална алатка за да ги пролонгира судењата и за тоа наоѓа разбирање кај еден дел од судиите, со што се засилува перцепцијата кај граѓаните дека правдата е бавна, но недостижна. Второ, дури и малобројните успешно завршени судски процеси се ограничени на конкретни личности и конкретни действија направени во конкретен временски период, при што речиси секогаш отсуствува континуитет во акциите на државата, особено по промените на власта на централно или на локално ниво.
Ваквите вакуум периоди практично ги поништуваат ефектите од ретките успешно завршени случаи на корупција кај носителите на јавни функции. Трето и најважно, институционалните практики и културата кои ја овозможуваат системската корупција може да се променат само од внатре. Или со други зборови, неопходно е етичко лидерство во самите институции. За драстично редуцирање на корупцијата мора да инсистираме не само на истраги, туку на правосилни пресуди, бидејќи на тој начин се покажува дека законите важат подеднакво за сите, дури и за најмоќните и најбогатите. Понатаму во секој оддел, сектор и институција, со помош на антикорупцијските тела, невладиниот сектор и јавноста, мора да се гради култура на професионален и личен интегритет на секој вработен поединец во тие институции, но и на институциите во целина. Ако не го правиме ова во континуитет, малобројните успешно завршени судски случаи ќе бидат само кратко затишје пред нова коруптивна бура. Ценете присутни, суштината или резонот на интеграциите е да се издигне владењето на правото како врвна вредност во општеството и државата. Борбата против корупцијата, не само во нашиот случај, најефикасно се води кога државата е фокусирана на европските интеграции. Затоа ниту геополитичкиот контекст, ниту економската или енергетска криза, ниту блокадите на интеграциите не смеат да не дефокусираат од оваа цел. Знаеме дека според самата своја природа, европската интеграција не може да биде цел и приоритет само на една политичка гарнитура. Тоа е национален проект, што беше поддржан уште од почетокот на македонската независност. Затоа апелирам до сите политички чинители, како од власта, така и од опозицијата, конструктивно да се вклучат во процесот и да придонесат за негово непречено одвивање. Како надпартиски потфат, европските реформи може да ни помогнат да го вратиме општото добро и јавниот интерес во јадрото на политичкиот дискурс и практика. Старо правило е дека можеме заедно да го постигнеме она што засебно не можеме. А национален императив број 1 е да спроведеме сериозни реформи за да отвориме нови можности не за нас лично, туку за сите македонски граѓани. Благодарам.